Премиерот Зоран Заев по средбата со амбасадорот на Европската Унија Семуел Шпогар најави реизбор на судиите, порачувајќи дека тие не треба да се плашат од тоа, бидејќи станува збор за најчест процес што го практикуваат и други земји за реформи во судството, што при тоа нема да го водат политичари, туку експерти. Тој најави исто така дека во овој процес ќе ги следат не само европските практики, туку и препораките на Венецијанската комисија. Сите процеси кои што ќе ги предвижиме во делот на честно поставување на независен правосуден систем, мислам на судство и обвинителство, мора да го направиме како чекор. Најочигледните пракси кои што во Европа биле распуштање со реизбор, каде што секој судија влегува во постапка да биде повторно избран. Сите честни судии воопшто нема потреба да се плашат од ваквата постапка. Познавачите на приликите пак се јасни. Уставот и законите во Република Македонија мораат да важат без разлика на волјата на било која политичка партија да е на власт и дека не смее да се врши притисок и закана врз судиите. Генерален реизбор не е можен освен со промена на уставот. Генерално дека таква работа согласно уставот и законите во Република Македонија не е можна, дека таквиот начин на однесување и изјави судиите на терен, разговарајќи формално или неформално секој ден, го чувствуваат како закана кон нивниот судиски интегритет и независност. Значи, повторувам и потенцирам, не е можен генерален реизбор на судиите во Република Македонија и во меѓународната пракса и во европската пракса на земјите од Европска Унија и пошироко и сите земји членки на Совет на Европа. Таква пракса не постои и законска регулатива не постои. Независноста и непристрасноста на судиите се важен сегмент за остварување на демократијата и владењето на правото, но експертите велат дека Заев треба да знае дека власта не е вечна, но принципот за независност на судскиот систем е вечен.